Со Ивана коментиравме пред малку дека иако сме мали по територија, секој дел од нашата преубава татковина Македонија си има разни обичаи, адети во врска со пречекување на големите христијански празници, токму тие традиции и обичаи македонскиот народ го одржале заедно во некои многу полоши времиња од кога што живееме. Денес една од тие традиции е и палењето оган. Не секаде се пали оган за бабник, но во овој наш регион оганот е традиција која што години наназад ги сплотува луѓето. Да, луѓето не се откажуваат од овој обичај. Карактеристично е секој пат на петти да се палат овие огнови и луѓето, соседите, пријателите да се собираат околу истите за да си поприкажат, за да си наздрават и за да ете и на тој начин некако ги исчествуваат овие празници кои што не следуваат, а тоа се бадник и Божиќ. Сега Македонската православна црква вели дека тоа не се обичаи кои што се во склад со црквата. Од друга страна па и се апелира да не се палат огновите за да не се загадува воздухот, Александар, нели? Но луѓето не се откажуваат од оваа традиција, се верни на истата, па и вечерва ќе се палат огнови. Кирил Стојанов знае и каде. Добро утро, Кире. Добро утро, поздрав од овде паркот во Железара. Токму овде вечерва од 18 часот ќе продолжи на традиција на палење оган во пресред на големиот празник Божик, оној коледарски бадников оган кој што се пали на повеќе локации низ Македонија. Овде во паркчето кај Григор Прличев ќе има целосна програма, тоа ќе опфаќа и палење на оган, и музичка програма, и хуманитарни акции, меѓутоа многу повеќе за ова бадникова вечер кој што организира одборот. Овде ќе ни кажат Владимир Бојанов, Сашко Димитриевски и Дејан Миланов. Еве, Владимир, како дел од организациониот одбор, кажете ни за каква традиција станува збор, како и на кој начин обстојува ова низ годините овде. Најпрво добро утро на сите гледачи на Сител телевизија. Вака, оваа организација или оваа традиција е стара многу години. Поточно од 1965 година се одржува и секогаш во нас ова Железара е на централно ниво. Никогаш не се палат коледарски огани на неколку места, ние гледаме да бидеме сите сплотени на едно место. Поточно реално во оваа насоба, овој настан, поточно ние како деца живеевме за овој настан. Ова е денот кога реално ќе се види со некој што цела година не си го видел. Сега, оваа година малку го сменивме концептот. Веќе неколку дел од нас направивме нов организационен одбор од 25 лица, каде што гледаме традицијата, обичаите и црквата кои реално не одржале како народ, како нација. Поточно тие се сите три елементи составен дел, се некако да кажам тесно поврзани и треба да бидат во корелација. Поточно гледаме највеќе да не ги прекршиме оние црковните обичаи и насоки од црквата. Затоа пример ќе морам да наметнам дека оваа година за прв пат ќе биде вклучен училишниот хор од Григор Прличев, 25 ученици каде што ќе изведат три композиции: Вечниот Бог, Небо и земја и Звона од нашата Каролина. Имаме трпезата, морам да нагласам дека трпезата ќе биде строго посна. Ќе имаме во мала количина греано вино, греана ракија, повеќе ќе биде акцентот ставен на најмладите, на децата, каде што направивме 200 бадникови пакетчиња за нив. Сакаме да им ги насмивнеме лицата, да им ги стоплиме душите за овие престојни големи христијански празници. Потоа морам да нагласам дека овдека во непосредна близина има куќа од СОС детско село каде што се 7 дечиња сместени и за нив направивме посебни, за нив по 2 пакетчиња, каде што во 5 часот ќе идеме да им ги однесеме, да им ги врачиме и ќе ги поканиме да се приклучат овдека на овој настан. Подоцна ќе во населбава е познат еден како народен пејач Марио Петушевски, кој ќе пее строго изворни македонски песни. Значи настанот не би требал повеќе од 2 до 3 сати. Морам да напоменам и дека огнот оваа година ќе биде многу мал, ќе се грее чисто огревно дрво за да внимаваме и на загадувањето. Така да нема да биде во некоја голема висина, огнот ќе биде многу мал, символичен, така да највеќе внимаваме да не ги прекршиме ние црковни обичаи. Убаво што спомнавте црквата, бидејќи го знаеме ставот последните години на црквата, особено истакнувајќи го тоа дека треба се внимава со начинот на кој што се палат тие огнови, начинот на музиката која што се слуша и секако исхраната која што е дел на Божикен пост. Вие ќе имате дел и за донација, ако не се лажам. Како и на кој начин ќе биде тоа вклучено и кој може на каков начин ќе помага и каде ќе бидат наменети тие средства? Значи вака, на самиот настан ќе биде поставена кутија
за донации. Сите донации што ќе бидат соберени ќе бидат наменети за црквата во Железара, Стратение Господово, каде што внатрешниот дел уште не е среден. Истата кутија, кога ќе ги собереме сите средства, ќе ги однесеме во црквата Свети Архангел Михаил, каде што ја направив контакт со свештеникот, со старешината на црквата, разговарав со него за овој настан, побарав благослов да ни даде, зашто реално ние сме пред се верници. И пазете, реално традицијата и обичаите со црквата треба да бидат разделени, ама тесно поврзани. Значи, реално тие се чуварите на македонската држава. Ја како историчар многу добро знам што реално како народ нас не одржал и како држава и како нација. Зашто христијанството на пример нас не учи на буквално на секој да му подадеме рака. Затоа и овој настане тако. Затоа акцентот е ставен највеќе на младите и на хуманост. Не е овдека да се конзумира алкохол, да се пука петарди, иначе ве поканувам сите и вас, цела ТВ екипа, да дојдете да видите дека ја ви гарантирам со 90 и нешто проценти дека една петарда нема да биде фрлена, нема да биде ништо скршено, секи биде во хартија, секи биде тоа собрано од нас вечерта, поголемиот дел го собираме, сметот, ѓубрето што ќе остане, значи са бале рано стануваме, правиме генерална чистка за да оставиме слика убава и ова достане нели како традиција и за идните генерации. Спомнавте дека од ова година имате од пред некој година имате нов одбор, нов начин на организација. Ова трае повеќе од 50 години. Кажете ми како и на кој начин ова се пренесува низ годините? Колку забележувате се повеќе млади лица? Колку ова традиција обстојува на вистински начин како што вие сте ја поставиле на тоа? Железара е една од ретките населби што ние овдека на 90 и нешто проценти сме староседаци. Овдека на пример секој со секој се знае, секој со секој се почитува. Иначе овдека буквално ние имаме на настанов ја денеска очекуваме дека ќе видат од 500 дуѓа, но може и повеќе присутни. Младите го прифаќаат и нас целта ни е ова да им го ставиме како аманет утре на нив. Значи овдека кај нас на пример во Железара игралиштето на пример е од отворен карактер. Овдека секогаш постарите на пример има така наречена примогенитура, поточно право на користење на игралиштето. Ако влезат постарите да играат повозрасните, младите секогаш се повлекуваат. Значи во Железара имаме некои такви традиции и обичаи, затоа ова наслова е така една од постарите и една од со ние прави вредности, зашто гледате денеска живееме во некој 21 век каде што за жал кривите вредности се правите се криви. Ние гледаме барем тој оној соживот на секој што треба да му се подаде рака, да не му направиме препрека, гледаме тоа да го направиме во населба. Еве само уште еднаш да повториме, тоа 18 часот, каква е програмата овде и што се е предвидено да се случи? Значи вака. Програмата е вака. Првен ќе имаме музички настан со хорот од училиштето Григор Поличев, 25 ученици ќе настапат со Вечниот Бог, Небо земја, Звона од Каролина. Потоа почнуваме со делење на пакетчињата за најмладите деца. Имаме направено околу 200 пакетчиња. Хуманитарниот дел за СОС детско село, каде што ќе бидат донирани пакетчињата во куќата што е во непосредна близина овдека се сместени 7 деца. Разговарав на ние со нив. Ние одобрија да дојдеме да ги посетиме. Значи ќе ги посетиме, ќе им ги врачиме пакетчињата да им ги насмевнеме лицата и ќе ги поканиме овдека со нас поточно да бидат дел од нас, поточно тие се дел од нас. Судбината си поиграла, барем за миг гледаме на нив да им ги стоплиме душите. Подоцна ќе настапи Марио Петрушевски, исклучиво со македонски изворни песни, нема да се пее никаков друг репертоар. За трпезата ќе морам да нагласам дека ќе биде строго постна, нема да има ништо надвор од тоа. Алкохолот ќе биде греано вино, греана ракија, повеќе ќе има чај, сокови, ќе биде во мала количина, така да внимаваме буквално на секој детал да не ги прекршиме ние црковни насоки. Јас ви благодарам за разговорот, ви честитам на досегашната организација и секако ви посакувам убава вечер да имате денес убава организација. Да, дали може на крај само да ви врачаме на благодарница од одборот, да ви се заблагодарам за што ја прифатите нашата покана, за да го афирмираме овој настан, дека реално е и во согласност и со традицијата, и со обичаите, и со црквата. Еве, благодарам јас, ова е во името на Јас сакам Македонија Сител, со искрена благодарност се заблагодаруваме за милионската соработка и поддршка за Бадниковата вечер. Еве ќе може да видат и дел од моите колеги во студиото, секако и гледачите. Ние сме секогаш тука да поддржиме убави манифестации, особено ако тие имаат хуманитарен карактер. Спомна мојот соговорник овде во Железара во 18 часот ќе се одржи на традиционална Бадникова вечер, каде што ќе се води сметка да се почитува традицијата, меѓу да се запазат сите оние верски прописи. Целиот овој карактер има и хуманитарна точка и хуманитарен
карактер, односно пакетчиња ќе бидат доделени на сите деца кои што ќе бидат овде, ќе бидат доделени и во СОС детско село кој што обстојува овде, а делото на кутија за донации, тоа е средствата собрани од кутија за донации ќе бидат доделени за црквата Сретење Господово, тоа е за обнова на внатрешниот дел на црквата. Која чест за хуманиот карактер на ова собирање вечерва на оган. Тебе, Кире, можам да приметам дека добро ти почна годината со благодарница. Така е. Ова е целосна благодарница, не е само за мене, за целата екипа, Важно, за сите е добра годината. Ти ја држиш во рака и добра ти е годината. Ти посакувам цела година така со благодарност да ти биде и со убави нешта. Ти благодариме што не донесе. Како чистат позади, како се активни, се подготвуваат, да, се подготвуваат. Ти благодариме што не донесе оваа манифестација, па еве да ги поканиме сите жители не само на селото Железара, туку и од околните места да повелат и да бидат дел од овој хуман настан. Ти благодариме. Кирил Стојанов беше во живо на селото Железара, каде што вечерва традиционално се пали оган, но една манифестација малку поразлична од другите, во која што пред се е хуманиот аспект.